го завршуваме проектот заедно со UNDP за енергетска ефикасност, во рамките на кој изработивме програма за енергетска ефикасност на сите објекти со кои стопанисува општина Кичево, а исто така на детската градинка Олга Мицевска во Кичево поставивме соларни панели за затоплување на вода, со што ќе заштедиме некаде над 70% од електричната енергија што ја трошевме за оваа намена и сметам дека оваа инвестиција ќе се исплати за помалку од една година, со што ќе покажеме дека мораме да инвестираме и во сите други објекти со кои стопанисува општина Кичево, за да ја зголемиме енергетската ефикасност и да ја намалиме потрошувачката на електрична енергија и нафта, што се најголеми ставки во трошоците од нашиот буџет. Исто така, малата хидроцентрала што изградивме на доводниот водовод кон општина Кичево, што има снага од над 600 киловат часови енергија, со што оваа електрана придонесе за намалување на потрошувачката на вода во општина Кичево и преливот на вода во резерварот во Кичево, со што ова вода што ја намаливме во потрошувачката ќе биде заштедена за другите корисници, за Прилеп, Крушево и другите корисници, а нашето јавно предпријатие ќе плаќа помалку пари за вода, а исто така од производството на електрична енергија 35% се слеваат во касата на јавното предпријатие. Централата ја изградивме со јавно-приватно партнерство со фирмата Студентчица Мали Хидро, која е една од најдобрите фирми за изградба на мали хидроелектрани во нашата држава. Заедно со германската фирма што е регистрирана во Македонија, Герма Солар, ќе потпишеме договор за поставување на фотоволтаична електрана на кровот на гимназијата во Кичево и ќе почнеме со програмата за производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија, што е тренд сега и што е неопходно за нашата општина. Исто така, во рамките на тој проект ќе изградиме една помала фотоволтаична електрана, што ќе биде поклонета на гимназиите Мирко Милевски и Дрита, каде што нашите ученици од техничкото училиште ќе можат да учат како и на кој начин, со која технологија денес се произведува електрична енергија од соларна енергија. Во рамките на ова што денес општина Кичево го представува, заедно со фирмата Илинден од Струга, ќе потпишеме договор за изградба на главната улица во Кичево, Александар Македонски, која е стара над 60 години. Исто така водоводот што поминува под неа е од 1929 година со метални цевки. Можете да замислите колкави губитоци има во тие цевки, што се случува под таа улица. Ќе смениме целата инфраструктура на таа улица, значи нова атмосферска канализација, 2 водоводни линии, ново улично осветление, нова фекална канализација, нови тротоари, така да таа улица повторно ќе го вратиме сјајот на 50-тите години, кога била една од најубавите во Кичево, во моментов е една од најлошите. Исто така, за граѓаните на општина Кичево ќе најавиме изградбата на улицата Душан Јовески во Кичево, во близина на касарната, што е една од најдолгите улици во градот, а 50 години не е асфалтирана и луѓето имаат сериозни проблеми кога поминуваат по неа.